Денеска во малата сала на Центарот за култура Антон Панов во Струмица беше промовирана едицијата Црните страници на УДБА. Директорот на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски ги презентираше документите објавени во 9 тома, 16 книги, во кои се содржани 202 досиеа на 13.500 страници. Ние во Државниот архив чуваме околу 630.000 страници, кои што покажуваат еден многу чуден однос на тогашната држава кон сите патриоти и кон секоја македонска промисла. Материјал кој што досега не беше достапен за историската наука, не беше достапен за проучување и анализирање и по наше мислење материјал кој што ќе допринесе во многу да се смени односот, односно да се напише поновата македонска историја на начин на кој што навистина се одвивала. Одговарајќи на новинарско прашање дали архивот ги има досијата на петмината струмички студенти кои стана актуелни деновиве по промоцијата на филмот Златна петорка, која зборува за нивната ликвидација поради идеите за национална самобитност, Петровски рече дека голем дел од нив се уништени. Немаме за нив, имаме масовни ликвидации после 45-та година за кои што документацијата е целосно уништена, што значи дека допрва на друг начин државата ќе треба да оформува предмет и да истражува за тие убиства. Тоа е сосема друг предмет. Се надевам дека државата ќе собере сила да ги отпочне овие истраги и да ги пронајде одговорните, а на оние што беа ликвидирани да им се даде вистинското место и заслуга во историјата на македонскиот народ. На промоцијата говореа личности чии поблиски членови од семејството биле следени за кои постојат досија. Петровски посочи дека едицијата е сведоштво за едно време во кое била забранета секоја напредна мисла која не соодветствувала со погледите на елитите кои биле на власт.